Најпрво да се заблагодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција. Некаде во средината на јуни оваа година до Центарот за управување со кризи стигнаа неколку дојави од загрижени граѓани за постоење на опасност за пешаците, велосипедистите и лицата кои што возат електрични тротинети на кејот на реката Вардар, поточно на горната патека, некаде испод хотелот Русија во насока на мостот Близнак. Од страна на Центарот за управување со кризи веднаш е излезено на лице место, прито е констатирано дека на ова место имаме провалија, јас би ја нарекол провалија, длабоко околу 30 метри, чии што ѕид кон патеката е безмалку вертикален, во должина од повеќе од 50, би рекол до 100 метри. Покрај оваа провалија секојдневно минуваат луѓе, како што веќе реков, минуваат пешаци, минуваат луѓе кои што овде трчат, кои што се рекреират, минуваат велосипедисти, но и лица со електрични тротинети кои што го користат ова место побрзо да стигнат на работа или до нивната дестинација. Од страна на ЦУК веднаш се известени градот Скопје и општината Аеродром, бидејќи се работи за гранично подрачје, кејот е надлежност на градот Скопје, додека веќе оваа страна е надлежност на општина Аеродром. Од страна на градот Скопје итно е постапено по нашето барање и веќе наредниот ден е поставена предупредувачка лента, оваа црвена лента, која што во неколку наврати од страна на несовесни граѓани е скината, но од страна на екипите на јавното претпријатие улици и патишта, истата цело време се подига. Воедно се поставени неколку знаци за предупредување, знаци за опасност, кои што исто така од страна на несовесни граѓани се турнати во самата провалија и се невидливи за граѓаните кои што се движат на овој потек. Од наша страна, во неколку наврати дополнително е побарано да се загради ова место со соодветна заштитна ограда, без разлика на каков тип на ограда се работи. Од страна на службите на градот Скопје бевме известени за поставената заштитна лента, за поставените знаци и при тоа најавија дека многу брзо ќе постават заштитна ограда. За жал, по поминати повеќе од половина година, оваа ограда се уште ја нема. Ние имаме разбирање за случувањата во градот Скопје, но сепак апелираме до нив докри да се заврши оваа работа, бидејќи од досегашните наши предупредувања и укажувања можам да кажам дека градот Скопје, па и другите институции до кои што се однесуваат укажувањата, реагираат титно, односно наредниот или наредните денови. Затоа апелираме до градот Скопје и до општина Аеродром да седнат заедно, да утврдат чија надлежност е заштитната ограда, бидејќи буквално се протека по границата помеѓу градот Скопје и општина Аеродром, да постават заштитна ограда со што ќе го обезбедат движењето на граѓаните овде. Да напоменам дека покрај големиот број на пешаци, како што веќе реков, луѓе ја користат оваа патека за трчање, за возење велосипед, но и за возење на електрични тротинети. Со оглед на штедењето на електрична енергија, но и само ова место генерално ноќно време е целосно темно, односно блага светлина продира од другите страни. Значи ова место ноќно време е многу темно, со што уште повеќе се зголемува опасноста за граѓаните, бидејќи провалијата не е доволно видлива, но воедно во следниот период следуваат ниски температури, следуваат снежни врнежи, појава на мразеви, голомразици, кои што уште повеќе ќе ја нарушат безбедноста на граѓаните. Затоа не треба да чекаме некој да настрада, некој да загине, некој да биде повреден, туку итно да се најде решение, да се постави соодветна заштитна ограда и соодветни знаци за предупредување на граѓаните. Ги повикувам снимателите да се обидат да ја доловат ова, би рекол, бездна провалија, која што е слободно дноко околу 30 метри длабока. Благодарам за покривањето на нашата пресконференција. Доколку имате прашање, повелете. Има најави за Удроника и манастирот Бигорски, како и за оштетување на еден мост на реката Радика. Знаеме дека падна голема количина на дожд претходните денови. Каква е состојбата, дали негдека постои опасност, со цел да се информираат граѓаните кои патуваат во тој дел на Македонија? Следејќи ги информациите кои што доаѓаат од ДУХМР, ние постојано апелираме и ги предупредуваме граѓаните да внимават при движење покрај соводолици, мали потоци и мали реки, бидејќи наглите врнежи можат нагло
обилните врнежи можат нагло да го зголемат водостојот на реките, токму ваквите врнежи предизвикуваат и големи одруни, но и лизгање на земјиштето. Од последните информации кои што ги имаме во текот на денешниот ден, одрунот во близина на Бигорскиот манастир е целосно исчистен, патот е слободен и прооден, мостот за кој што ме прашавте се уште е непрооден, односно се работи на негова санација, додека населението кое што живее во тој регион, во тие неколку, би рекол, планински села, користи алтернативни патишта како да стигне до дома. Благодарам. Доколку имате други На прашања? чија територија е всушност дупкава? Поред информациите кои што ги имам, ви реков, јас стоам сега на границата помеѓу градот Скопје и општина Аеродром. Оваа дупка мислам дека е на територија на општина Аеродром. Но не е наша работа да утврдуваме надлежност, ние само апелираме до двете потенцијално надлежни институции, тоа се градот Скопје и општина Аеродром, нека седнат, нека се договорат и нека преземат нешто. Ние сме благодарни за досегашната соработка со сите надлежни институции, бидејќи безмалку секогаш после нашето укажување за постоење на опасност од страна на општините, градот Скопје или други институции, веднаш се преземени мерки. Воедно очекуваме и понатаму да тече процесот за проширување на пешачките острови на булевар Србија, нешто за што имам информации дека се работи на градење на планови, на сметка на мало стеснување на сообраќајните ленти, да се прошират пешачките острови, бидејќи самиот остров е толку тесен што кога човек би застанал со велосипед, едното тркало ќе биде на коловозната лента, нешто што предизвикува голема опасност. Не треба да чекаме некој да загине, не треба да чекаме некој да настрада, да биде повреден, за да се преземат соодветни заштитни мерки. Благодарам.